Да држев час по историја, ќе ви кажав дека се наоѓаме пред споменикот на Чиро Крстев и Димче Мирчев. Споменикот се наоѓа во близина на салата Партизан. Спортски објект, искрено кажано, не се сеќавам од која година датира, меѓутоа спортски објект кој испиша, јас ќе речам, златни мигови на кавадаречкиот спорт. Особено кога станува збор за кошарката. Минатата недела гостин ми беше Горан Самарџиев, тренерот на кошаркарскиот клуб Евроникел, член на Тиквеш, член на Фени, член на Работнички, како што спомна тој Вардар и така натаму и така натаму. Но не е само машката кошарка во Кавадарци, ја имаме ние и женската кошарка, имаме прволигаши во таа женска кошарка, а шеф на стручниот штаб на кошаркарскиот клуб Трокал е поранешниот кошаркар, многу е млад, инаку ќе речев легендата на кавадареската кошарка, Никола Златев. Никола, машка кошарка и женска кошарка, знам дека се две неспојиви, ќе речем, работи, меѓутоа љубовта кон кошарката си го прави своето. Да, секако. Најважна е љубовта према спортот, према кошарката. Не е важно дали си во машка или во женска кошарка. Битно е дека тече по вените и те влече. Не е битно каде работиш. Јас почнав со девојчиња и се уште сум тука. Тоа за тренерската кариера. Меѓутоа, онаа спортската кариера почна токму тука во салата Партизан, ако не се лажам. Да. Пред колку години беше тоа, памтиш? Мислам дека 82-83 година прв пат стапнав во Партизан, почнав да тренирам кошарка во пионерска конкуренција. Сега, минатата недела правев муабет со Горан Самарџиев, он ми кажа дека почнав како фудбалер. Таа се префрлил свирач хармоника, ти да немаш некои такви тајни? Го гледав прилогот со Горан, тој живее од гимназијата надолу на неколку метра, јас живеам од другата страна, значи ја бев порастат на гимназијата исто како него. Почнавме нормално со фудбал, да брадиме со постарите, потоа игравме и така. Потоа излезе една објава во училишто Гоце Делчев, дека се започнува со тренинзи за кошаркари, се прави младинска пионерска екипа и дојдов овде во Партизан. Мислам дека 83 година беше. Сега не само како тренер, ај полека да не паднеме, не само како тренер, него и онака професионално работното место ти е поврзано токму со салата Партизан. Да, од пред околу 15 на години исто работам и во спортската сала Партизан. Организација, се што треба. Мислам, не се од оние раководните структури. Не. Нели, Партизан е, ако не се лажам, под спортската сала. Заедно под јасно. Сега. Кажа дека и ти како Горан Самарџиев си почнал со фудбалот, меѓутоа, дали пред да почнеш да се бавиш онака, ајке речам, полупрофесионално со кошарката, кога рече, нели, пред колку години си влегол прв пат на тренинг во Партизан, дали ги посетуваше тие надпревари на кошаркарските клубови? Па секако. Ние трениравме прво една година и пол, и потоа веднаш не ставија во систем на такмичење преку Кошаркашка федерација. Надпреварите се одржува секогаш пред првата екипа да настапи. Младинските пионерските школи настапуваа како предутакмица на сениорската екипа, потоа останувавме, помагаме во организацијата. Така беше и во ракометот, ако не се лажам, мене ме чини и во фудбалот беше едно време така, значи и оние помладите категории секогаш беа предигра за главната утакмица. Такво беше и правилото, значи мора пред сениорската екипа да настапи младинската екипа со надпревар. И какви беа успесите во твојата кариера кога станува збор за тие младински погони? Кавадарци и пред нас и после нас од секогаш имала меѓу најдобрите школи за кошарка во Македонија. Ние секогаш бевме пласирани меѓу првите 4 финале, трето место, шампиони, прво место. Значи секогаш, буквално во сите сезони. Морам да ги спомнам сега тука професорот Димитар Пецов, Дано Голчев. Па кој е бе останат? Ја почнав на почетокот најпрво, Петре Камчевски ни беше тренер, он како координатор беше и на првата екипа, Боше Гечевски, таткото на Тоше, тој беше, потоа долги години не водеше Дано Табакот, што беше со него постигнавме добри резултати,
Па во сениорска, Данчо Тотов, Пецов, Сашко Атанасов потоа. Имаше доста. Киро Спанжов, да не го заборавам, сега некој кој изоставам. Не е оној Киро Спанджо Брко. Не. Спортската сала Партизан, јас реков, донесе блескави мигови на кавадаречката кошака. На некој начин тука почне Тиквеш Флорида пред да ја направат спортската сала Јасмин, ако не се лажам. Да. Тиквеш тука ги доживи оние блескави моменти, освојување на шампионски титули во втора лига или нели влезе во прва лига и такви работи. Публиката секогаш беше полна салата Партизан, буквално немаше кај да се фрли игла. Каква е сега атмосферата? Сега знаете ситуацијата каква е, не е дозволена публика, само неколку официјални лица што се. Иначе кога би било дозволено, Кавадарци знаете дека е спортски град, секогаш би било. Кои клубови овдека екзистираат? Мислам ги играат своите надпревари во салата Партизан. Општо за сите спортови? Да. Па тука се најчесто младинските екипи, еве сега и Ракомет има младинска, кошаркашките, имаше атлетика, гимнастика се држат. Што друго би кажал? Добро, сега не баш младински, с оглед на фактот што пробаскет своите надпревари ги игра овдека во салата Партизан, така? Салата Партизан е дозволена да се игра втора лига мажи, прва лига жени и младинските категории. Меѓутоа Трокал ги игра во Јасмин надпреварите. Па зависи, некогаш во Јасмин, некогаш тука. Зависи од ситуацијата, од времето, од термините, како е слободно. Да, и зависи колку кондиционо се спремни нашите, дали да трчаш горе у Јасмин или тука во помалава зала. Горе повише да одговара у Јасмин, пошто се доста спремни. Така. Кариерата твоја како тренер, самиот каже, ја почна со девојчињата. Да. После кошаркашката кариера се повредив на 26-27 години, прекинав со активно играње, направив пауза неколку години и потоа почнав со девојчињата. Колегата Митко Каровски го реактивираше женскиот кошаркашки клуб. Тој беше тренер, ме повика со него да почнам да работам како асистент и така започнав. Младинските почнав да ги водам најмалите пионери и тоа би било. Така беше почетокот. Гостин во Спортодром со Мики Никола Златев, тренер на ЖКК Трокал, организатор во спортската сала Партизан. Има уште една функција, меѓутоа таа подоцна ќе ја спомнеме. Затоа го држиш оваа што е у раката. Ја не знам, како се викава? Табла. Табла? Добро. Коле, колку пати на овие скали си чекал да почне тренингот во салата Партизан? Зборам се за овие скали што ги симнавме од споменикот. По-малку сум чекал, а да знаеш колку сум ги трчал нагоре, па е повише. Ја претпоставувам, бидејќи своевремено кога малку се бавев профи со одбојка, Дано Табакот исто ми беше тренер покоен овдека, душата ни ја вадеше на овие скали, не оние големите скали во паркот. Прво овдека, да. А потоа горе на тие на паркот и плюс има уште една угорнина нагоре, кој не ја трчал, не знае. Патеката што викат. Патеката, кој не го трчал тоа, на припреми не знае за спорт. Сега вака, девојчињата не е баш пожелно по овие скали вака или? Не, сега не работиме више на тој принцип. Некогаш у припремниот период може да ставиме малку, повише устава. Чисто кондиционо, така? Пошто овие се помала категорија, обично во сала, техника, такви работи. А вие сениорките? Па исти се, нема сениорки, највозрастните се 16 Не, ја правам обед за сениорската репрезентација. Да, сениорската работат, како не, кога се подготвителниот период обавезно. И сега јас пак ќе мешам, сега ќе се вратам пак на кошарката. Метро 90 7-8 метра 90. Да. Значи не е, обично, например, Тоше Гечевски кој ќе ме застане, имам проблем вака. Перо Антич такоđe. Колегата што снима од онаа страна, Диме Стаменов, тој има уште поголем проблем, бидејќи ја 1,83 м, ама тој е висок метро и жилет и желба за растење, така да мора да ја крене сталката на камерата колку толку да бидеме во ниво. Не за друго. Зборот ми беше гледав едни твои снимки, мислам не се твои, него снимки од твои настапи во кошаркарскиот клуб Тиквеш.
со онаа по старата генерација на Трајчо Лазаров, Методи Каровски, Гари Мицев и останатите. Има и помлади дечки таму, Пановски, ти, што знам, еден наш советник моментално. Имаше ли конкуренција во тимот? Лесно ли успеа да влезеш во состав? Најдобрите играчи, поталентираните, веднаш уште на 15-16 години не селектираа во првата екипа. Нашата генерација игра секогаш со повозрастни 2-3 години. Беше меѓу најдобрите од Македонија и од таа генерација, мислам дека 87-88 неколку не префрли во првата екипа и почнавме да тренираме со нив и да настапувавме. На почетокот бевме само на клупа како резерви, потоа почна да ни дават шанса. Така да доста... Ти што играше висока тројка? Тогаш не беа така рангирани. Или си бек, или си центар. Немаше како сега. Играв повише како некој крило, подкош, контранапад и така, шутеви и тоа. Добро, да, нели како беше плеймейкер, крило и центар. Да ти жежанам на клуп да се седне малце. Ова те прашувам затоа што во твоето семејство има уште еден кошаркар, многу талентиран, сите говорат за него, станува збор за твојот син. Седни си. Јас еднаш реков дека Тоше го помина татко. Ја мислам дека татко му пак апсолутно се гордее со тоа што синот станува поуспешен од него, ако продолжи со ова темпо. Па, многу ми е драго што е така, што вие велите како спортски новинари, познавачи дека е така. Тоше сега за сега, кажав неколку пати дека добро се развива, тренира, добро му е во Евроникел, му се дава шанса, еве сега дојде до репрезентација. Па ќе видиме. Една информација, ако смееш да кажеш, влезе во оној потесен избор Тоше? Не е уште дефинирано. Во недела играат со Бейлор, американскиот коледж. Ќе каже селекторот дали ќе го стави во 12. Селектор е? Тони Симч. Со оглед на неговата конституција, а и позицијата на која игра, на вистина, и конституција, и сето оно што со текот на годините го научил и од тренерите, меѓутоа и од тебе, дава максимум сегаш на терен. Тоа е карактер на кошаркарот. Некои работи никој тренер не може да го научи играчот. Или го има, или го нема, која што кажуваат и другите спортисти. Сето друго е надоградба. Сето е желба. И Ја ќе ти кажам каде е желбата. Значи, доволно е луѓето да го отворат твојот профил и ќе видат секојдневно, Тоше мимо оние обврски со тренинзи што ги има, нормално си работи и самостојно, меѓутоа тука си сегаш ти. да, Тоше почна да тренира во Јасмин тренинзите, во нашата школа, кај Митко Каровски, и почна да постигнува добри резултати и веднаш потоа беше селектиран, земен од екипата на Евроникел и таму продолжи да се развива, но ние продолживме да работиме плюс индивидуално. Јас со него, кога даваа условите, кога немаше тренинг, простор кога имаше, трениравме. Сашко Илов, кондициониот тренер, исто така многу има помогнато за него, доста работеше со него. Сите тренери што му биле, сите има заслуга, али неговото е најбитно, пошто тој сака посветене. Тоа е оно првото што го кажа ти. Ако има љубовта кон спортот, се е можно. Со сила не можеш да тераш некој да биде спортист. Меѓутоа- Свати он дека спортот, дека е тешка работа, треба одрекување, спремен е на тоа, мислам дека ќе издржи и ќе остане во спортот, да се бави. Сакам да спомнам дека Тоше секојаш таква му е звездата, настапува со повозрастни батковци од него година-две. Така и сега во репрезентацијата, ако не се лажам. Да, тој е најмлад сега. Има година, па дури и до 2 години се постари. Нема врска. Со постари... Не му се дава. Не. Има изјавено дека кога го ставаат тука во Фенисо, тие американците, високите црнци и јаките, му велам, Тоше како со нив, само ми рече нешто, не му се плашам. Тоа ти кажува се. Надвор е скромен, мирен,
а на теренот е борец. А тато кога игра Тоше, го имам забележано во салата Јасмин, си има едно местенце таму скроз на чошот горе во салата. И да не го гледаат другите дека се нервира, ама некогаш може и из некоја солзичка да падне, а? Не, до сега не е било така. Седам на тоа место за да се концентрирам повише, да пратам, да гледам. А не мислам дека не искажувам надворешни емоции, а додека трае утакмицата, одатре е хаос. Па се трудам да не влие тоа кај да не виде некои емоции. Сега да те кога прашам траат само шува, успомените. кога тој игра, ги следеш ли неговите движења, покрети, па после на требар да му кажеш, слушај, не требаше тука да направиш влез лево, требаше финта, па десно, или да изиграеш пик н рол, попа... Баш тоа, секогаш сега има, знаете, цело време стримови, има снимки, али не веднаш после утакмицата. Малце да легне, седнуваме и пред компјутерот или на телевизорот и гледаме кај се проблемите, кај се грешките и се трудиме да ги исправиме. Али не веднаш, после некое време, после неколку дена. А гледате ли други утакмици, кошаркарски сега конкретно, или... Друго не се гледа ништо, само спорт. И фудбал сака тој многу добро играше фудбал. Исто пак ќе се вратиме која мало. Фудбал и кошар. Некој ми има кажано од неговите наставници што му беа во школото дека може би подобар и фудбалер ќе бидел отколку кошаркар. Уште нешто. Ами според конституцијата ќе бил сигурно некој центарфор или центархалф. Не знам. Се случува некогаш кога имаат паузи едно друго за релаксација, ние тренерите даваме и така малку да се релаксираат фудбал. И ќе ми каже, че дојде, вика, игра по фудбал, на тренингот, како беше, 5 гола. Тоа е тоа. Коле, во сонцето да не утепа, ај се влеземе ни у Јасмин, у Партизан, леле, Јасмин. Мене ми се чини дека во салата Партизан стоат пехарите што ги има освоено кошаркарски клуб Тиквеш, Тиквеш Флорида, Тиквеш, сега Трокал. Може да ги видиме? Има некоја просторијата? Може у канцеларијата. Ајде. Златев, салата Партизан веќе не е. Пред колку време е реновирана? Мислам дека пред 3 години. Значи целосно е реновирана? Целосно. Прозори, инсталација, варосано. Трибините се исти. Да, трибините се функционира исто. Немаше потреба да се... Не, сакам да кажем уште од онаа време, од твое време. Тоа се, само се малку добро изфарбани, средени и така. Семафорчето е ново, функционално? Семафорчето од времето го добивме преку Врбица Стефанов, кога беше во Федерацијата како директор. Тој како донација на повеќе сали ни додели семафор. И сега уште функционира одличен семафор. Покрај Врбица сега и Тоше Гечевски и исто така Федерацијата на спортски директор. Тоше спортски директор, да. Дали тоа значи дека овие репрезентации без разлика на возраст сите под него на некој? Да, спортскиот директор е задолжен за сите од сениорските до најмладите на пионерските. И селекторите се под негова ингеренција? Да, сите се под негова ингеренција. Значи он му мама чврги века на селектор. Он е главен. Добар овој? Он е шефот. Он ли е шеф? Плата кој дава? Плата на младински нема. Ајде да видиме, ова е канцеларијата, тука некаде си пехарите, пак ќе ги видиме ние нив. Златев, пехарите се тука, во еден неврзан разговор ми кажа дека за жал се уште немаш пехар у тренерската кариера. Во младински имам неколку, во сениорска нема. До финале стигнавме кога бев асистент со колегата Каровски да куп. Меѓутоа се баш оние пехарите од Флорида, од Тиквеш, освоени купови, освоени шампионски титули. Тоа се тие пехари. Освоените купови и првенства на Македонија. Порано сите спортски клубови едно време имаа своји канцеларии во спортската сала Јасмин. Можеа таму да се ги чуваат вака пехарите, титулите. Меѓутоа, што мислиш за идејата градот да направи, да речеме, едно спортско катче, каде што сите клубови, кои што имаат освоено нешто, би си ги чувале вака, па туристи, гости да можат да поминат да ги видат.
Тоа Еден спортски музеј, ајде да речеме. добра е идејата, секогаш е тоа за поздравување позитивно. Например, во поголемите држави, секој клуб си има свој спортски музеј, па доаѓаат туристи. Сега ние не сме на такво ниво, али не би било лошо, би било позитивно за Си имаат поздравување. спортски музеи, си имаат продавница на Клубовите, спортска големите опрема. клубови си имаат се. Сега ние сме, знаете како, малце по-малецки. Не беше во составот на, односно во составот на Тиквеш Флорида, на Тиквеш, меѓутоа претпоставувам дека како човек од таа фела си се радувал на успесите на девојките. Секогаш на секој спортски клуб од градот, значи на секој од индивидуален спорт до фудбал, ракомет, па да не кажам кошарка више најмногу. На сите се радував како да кажам. Најмногу се радував. Е сега колку се ти по спортот, јас ќе кажам еден податок, не знам колку мене го знаат. Човекот на старости реши да завршува факултет. Да, мораше тренерски факултет да се заврши на ДИВ, пошто потребно е од преку федерација, мора да си има тоа образование. И остана уште дипломската. Готово сега. Може да и оваа недела, најверојатно, ако не стигнем, после подготовките во август ќе го решиме тоа. После Тбилиси. После Тбилиси, да. Па добро, сега ја мислам малце сепак муабетов да го завршиме на спортски терен таму кај што си ти најсилен. До сега можеше да речеме дека сме на некој туѓ терен, мој терен, ама ваму на паркетот, таму е Коле Златев неприкосновен. Баскет се зема. Па може и баскет, еве има тој баскет. Златев, јас спомнав дека нема да откриваме третата функција се до крај. Третата функција е селектор на моментално женската кошаркарска репрезентација до 16 години. Меѓутоа, селекторската кариера ти трае тебе од порано. Кога за прв пат превзеде една репрезентација? Па пред 3 години. М14, девојчињата исто. Почнав да ги водам. Да кажеме дека всушност тоа е истата оваа генерација. Истата, да. Ме повика од федерацијата, ми предложија, јас ја одбрав таа селекција, тогаш беа 13, почнав да ги селектирам. Направив една екипа и ги однесов на Европско во Словенија, каде се покажа одлично. Игравме со најсилните репрезентации во Европа и беше добро. Е сега исто така европско, меѓутоа овие FIBA, MIBA се ги менјават имињата, FIBA Challenger, Да, сега и тоа е како турнир, нели требаше да биде европско со колку таму репрезентации, па сега ги поделија по групи. Кажа вчера, требаше да биде во Сараево, 15 репрезентации мислам, но заради ситуацијата од ковидот, се поделени во 3 групи, по 5 екипи, така да ние сме во групата во Тбилиси во Грузија. Е сега многу интересно што имаме неверојатна можност, односно ти како селектор имаш неверојатна можност повторно да испишеш една убава историја со оглед на противниците, иако кога станува збор за овие помали генерации, противниците па и не се така нешто важно. Секој може да победи секој, нели? Би кажал нешто претходно. Во младинските категории ние мислам дека до таа репрезентација што ја воде во Словенија немавме добри резултати, немавме победа. Во таа најјака конкуренција се носевме скоро со сите репрезентации и успеавме да извојуваме победа над екипата на Босна и Херцеговина, која видовме сега дека на Европското првенство го освои 5-то место. Тоа беше многу важно за тие девојчиња да добијат, општо за сите, да добијат самодоверба, дека можат, дека знаат. Па сега се надеваме дека во Грузија по ранг се послаби репрезентациите. А пак ќе кажам, тоа не мора ништо да значи. Албанија, Ерменија, Грузија, Малта. Натаму кој продолжува? Не се знае дали ќе продолжи, треба да се реши. Најверојатно може со другите челенџери првите две екипи да украстат и да се прогласи првак, али уште не се знае, не е сигурно, може да заврши само на групата. И како ќе се знае кој е првак? Нема да има, да. Ќе си остане ранкингот од
од претходната година пред ковид. Меѓутоа ќе се Колку ќе се да се бројат игра? победите на Да, официјални се бројат, али ако не се изигра да се вкрстат за шампион, за првак, ќе си остане ранкингот. Првично начално е така. Дека нема таков надпреварувачки карактер со табели и со тоа, али сега има некои информации дека ситуацијата малце е подобра, дека може и првите две екипи од трите групи да вкрстуваат меѓу себе и да се прогласи шампион. За крај, кошаркарски клуб Трокал. Играме прва лига. Значи, елитно надпреварување, ако така можам да кажам. Не сме сами тука и про баскет. Да. Кавадарци со два клуба во елитата. Некои мака мачат еден да скрп, меѓутоа ета ние имаме два клуба. Кавадарци, знаеш ти и самиот и повеќе од мене и сите, дека е можеби најспортскиот град во Македонија. Значи најспортскиот. Ние некој период малце стагниравме, сега еве пак се враќаме со фудбал, со Евроникел, со ракомет одлично, женска кошарка, два клуба, малите спортови, да не спомнувам таму карате, гимнастики, таму џудо, стрелаштво, се, таму секогаш има репрезентативи, има добро. Да, градот е спортски, добра инфраструктура имаме. За кошарката посебно ќе кажам, два клуба, тоа е добро. Кај нас знаеш дека клубот настапуваат девојчиња, најстарите се до 16 години, 3, играме сениорска лига. Оваа година фантастичен успех, сега кој како ќе свати. 7 победи во сениорска лига, а децата се 2004, 3, 2005 и 2006. Значи од цела спортска јавност кошаркашка од Македонија имавме стварно. И после зошто Никола Злата бил селектор. Затоа што работи со овие помлади категории. Спомна само дека работеше случајно со овие помладиве девојчиња во Трокал, сега зборам. Што ќе се случи кога ќе заминат да учат на страна, да студираат? Тоа не е најголемото мака. Тоа е најголемиот проблем. Значи, кај нас девојчињата до 18 години одат. И тоа е, тие што се најталентирани, што сакаат да се бават, играат по клубовите, најчесто во Скопје. Па затоа ние земаме уште помалецки. Колегата Каровски работи горе во Јасни, со помали, и потоа јас од таму си црпам база и тука си ги селектирам, си ги тренирам и секогаш е така. Едни одат, други доаѓаат. Не, сега морам да прашам, нели, обично велат апетитите од година во година раста. Дали некогаш КК Трокал, односно ЖКК Трокал, ќе собере апетити да ја нападне, да речеме, шампионската титула? За тоа треба поголем буџет, поголема организација, играчи од страна треба да, значи сега за сега амбициите нас не се така. Претежно ни е целта ние да создаваме кошаркарки добри за базата за репрезентација. Немаме амбиции за титули, така, за меѓународни надпревари, али во младински конкуренции секогаш сме меѓу најдобрите. Да, и оваа година? Оваа година влеговме само во Final Four, не успеавме да освоиме титула. Тоа малце поширока тема е. Жребот не беше наклон? Не беше жребот, а влијаеше што се играа многу, истите деца играат. Кај што се игра 5 надпревари во 4 дена и претходно игра сениорска лига, малце беа преборени, али да не бараме алиби, успех е у секој случај, фантастична сезона имавме оваа година. Дали следната година, оваа сега што ни предстои, нели, кога Трокал почнува со подготовки? Обично почнуваме втората половина на август, зависи најмногу од кога се почнува првенството. Обично втора половина на август, почеток на септември го имаме, лани не се одржа турнир од Сестри Китеви и така. Тоа си е стандардна процедура секогаш. Ама оваа година, нели, обично сега Сестри Китеви го метнаа во делот на Гроздоберот. И претходно беше така, да. Секогаш беше во дел, како паѓа, 7-8, тие денови се игра Сестри Китеви. Оваа година најверојатно, ако продолжи ситуацијата зависи од факторите што се медицинските фактори, како ќе дозволат или нема да дозволат да се игра. Колку има соработка со Федерацијата како тренер на Трокал? Па, добро е, солидно, задоволен сме, соработуваме, се слушаме, се консултираме. И добро е сега за сега, па се видиме натаму. Десија вак.
Може ли да забележи нашата камера дали Коле Златев го загубил сенсор за давање кошеви? Ајде, Чичко камерман, дали може Чичко Коле че мане на кошот? Може. Право загревање. Додека не дава. Мора погор. Де, вак. Има гледачи, има девојчиња кои што не знаат што значи двочекор. Има се. Добро знаат, ама се прават дека не знаат, нели бидејќи грешат. Јас тука некаде заедно со тебе ќе се простам од гледачите, тука некаде е крајот, ама за крај сакам едно убаво положување вака од десна страна, еден убав двочекор. Или закуцава. Можеш да закуцаш? Можам, не можам. Можеш? Не знам да не го повредиме селекторот после Тоше Гечевски, кој ќе го слуша? Кој ќе не крене после? Па не знам, треба багер да викаме. Може. Чао!